Транзицијата кон електричните технологии ги лансираше плагин хибридите како моментално најпогодно решение за поголем број возачи. Во основа настанати како практична комбинација на електрично и возило со мотор со внатрешно согорување, тие во град се движат на струја и на отворен пат на бензин. Стана некое правило батериите да имаат капацитет за поминување на 50 на километри, после кои возилото се користи како класично. Токму тоа е причината зашто во нивните спецификации среќаваме дека просечно трошат по 2 или 3 литри гориво на 100 километри. Имено според сегашните тестови се мери колку ќе потроши едно плагин возило во првите 100 поминати километри, но со полни батерии. Тоа значи дека наведените бројки за потрошувачка всушност се однесуваат само на патот што возилото ќе го помине откако батериите ќе се испразнат, односно за преостанатите 50 на километри. Ваквата формулација ги доведува во заблуда потрошувачите кои сметаат дека плагин хибридите навистина само толку трошат, заради што европските регулатори се подготвуваат за промена на процедурите за тестирање. Засега се уште нема прецизни најави што конкретно и кога ќе се менува, но во секој случај целта е да се добијат пореални податоци за вистинската потрошувачка на плагин возилата.